ЕУ нема да ни помогне во решавање на спорот со Бугарија. Во пристапниот процес нема место за историски и идентитетски прашања, порача директорката за проширување на Европската унија за Министерството на надворешни работи на Германија Сабине Штер. Унијата притиска на компромис, а што ќе се прифати за да се постигне истиот треба да одлучи македонската влада. Вашата земја пред се владата и сите проевропски сили треба да го донесат одлука, односно до каде може да оди компромисот. Не можам да не верувам дека сите ќе прават дека ќе се прави компромис на национални идентитет, меѓутоа ќе може да има компромиси на други работи. Идентитетските прашања кои во моментов се пречка за Македонија да тргне на патот кон Брисел не се во согласно со ЕУ регулативите. Доколку земјава повторно добие црвено светло и во јуни за старт, постои легитимна можност Албанија сама да тргне на евроинтегративниот процес. Беше порачано на конференцијата чија главна тема беше во фокусот на ЕУ Западен Балкан и во контекст на новите безбедносно-политички предизвици во организација на германската амбасада во Скопје. Во 21. век да се докажува и расправа дали македонскиот јазик бил бугарски, дали чешкиот бил словачки, или дали црногорскиот е хрватски или холандскиот е германски, тоа е вон европските вредности. Според евроамбасадорот Гир, треба да се отворат преговорите со Македонија и Албанија, но и неговата порака е дека не смее да се заборави регионалната димензија, а и се уште ни биле потребни темелни институционални реформи. Во проширувањето треба да имаме кредибилен процес, треба да се погрижиме стратегиската посветеност и од неодамна во Брдо да се реализира и да се отворат преговори со Северна Македонија и Албанија. Европските представници порачаа дека сите земји кои сакаат да бидат дел од европското семејство и кои имаат кандидатски статус мора да одберат дали се на страната на Европската унија или на Русија, за да не бидат вмешани трети страни, што би било безбедносен ризик. Според поранешната министерка за одбрана Ранмила Шекеринска, силното руско влијание во Бугарија било поттик за бугарското вето кон земјава.